Со отворени врати и прозорци, додека патниците се препотуваат внатре и ги дува провев од сите страни, шоферите возат по папучи и мајца без ракави и пушат цигари. Вакво искуство имале патници кои користеле приватен градски превоз. Во автобусите на ЈСП шоферите се уредно облечени. Примерно се однесуваат и имаат клима, но не во сите, велат граѓаните. Екипата на А1 се повози неколку станици со 22-ката, која граѓаните ја посочија како најлоша линија на социјалните мрежи. Рутина, чешко, без клима не може. Гужви од работа, кога се враќа, кога одат. Точно Сабале немаше клима, кој иде во 8 сати. 22-ка. Иде таму. Од Волково кој иде, немаше Сабале. А сега може дека е по-жешко, пуштиле. Нема, не пушта. Кои сте начекале ли автобус без клима? Па имало без клима. Приватните повози. Сега почнеат и почесто, иначе порано не пушта. Шееската обично што јас ја користам од време на време е климатизирана, понекогаш дури патниците не се дисциплинирани, ги отвараат прозорците и покрај тоа што се предупредени од возачот дека внатре автобусот е климатизиран. Возачот на 22-ката рече дека автобусот е климатизиран, а ладење вклучува по слободна проценка. Во 5 Сабајле не можеме да ја пуштиме климата, и се жалат луѓето, гладно. Ама кога е топло, после 9 сат, веќе си бара самото време. Ќе процениме дека треба да се пушти климата и работи безпрекорно после дока 20-21 часов. Нема гасење. Од ЈСП вела дека не е можно на сите да им се угоди и посочуваат дека повозрастните патници често бараат да се исклучи климата или ги отвараат прозорците затоа што им било ладно. Има реакции на дел од граѓаните дека им е преладно, па возачот е приморан да ги исклучи, како не би се нашол во незавидна положба со оглед на заканите. Вчера имавме 3 поплаки од повозрастни патници дека им било преладно. Впрочем, не секогаш на сите патници може да им се угоди. Од ЈСП додаваат дека има автобуси на кои им е расипан климауредот и се испратени на сервис, но тврдат дека 90% од оние кои се во сообраќај се климатизирани. Што се однесува до приватните автобуси, ЈСП посочи дека автобусите се на Слобода превоз и МАК Експрес, а за нив надлежен е градот.